Последните 2 години во Македонија е забележан драстичен пораст на нападите од мечки, а жителите од руралните средини се почесто се жалат дека овие диви животни се појавуваат во близина на нивните домаќинства и населени места. Последниот таков случај е во селото Рилево, кога двајца луѓе кои што собирале печурки биле нападнати и повредени од мечка. Кирил Пржо, активист и долгогодишен наблюдувач на дивите животни, потенцира дека мечките не стануваат се поагресивни, туку тие делуваат врз основа на инстинкти. Се почестите средби на луѓето со мечките се должи на навлегувањето во живеалиштата на мечките и уништувањето на шумите, како недостигот на храна. Во Македонија, како и секаде во Европа, најголема појава на така наречена конфликти помеѓу човекот и дивиот свет представува интрузија на живеалиштата. Тоа значи дека човекот со неговата активност, местоживење, рекреација и економски развој навлегува во просторот, во хабитатите каде што живее кафената мечка. И кога ќе се случи ова интрузија, ова навлегување во територијата, тоа се зголемува можноста за појава на тие наречени конфликти. Ние не можеме во никој да речеме дека тоа се напади, бидејќи напади се намерни, агресивни. Мечката не заловува луѓе, мечката не ги гледа луѓето како плен, така да тие не се напади. Туку тоа се ситуации, средби кои често можеби, но не мора да имаат конфликтни последици. И тоа е многу важно да се специфицира. Значи мечката не доаѓа да ги јаде луѓето. Мечката не гледа кон луѓето како плен. Тоа е главната разлика. Сега, состојбата на мечките во Македонија, за која имаме научни информации, но може да има некои научни предпоставки, е тоа дека има два процеса. Едниот процес, паралелни процеси. Едниот процес е постојано уништување на шумата како хабитат, а шумата представува и живеалиште, и дом за мечката, и место каде што се исхранува, се размножува така натаму. Значи имаме паралелно уништување на шумските екосистеми поради нелегална сеча или нерегулирана легална сеча или шумски пожари, а пак од друга страна паралелно се случува процес на интрузија на мечката, односно се повеќе луѓето градат викети, кукички, мали хидроцентрали низ шумата и се зголемува присуството на луѓето во шумата, во хабитатот на мечката, математички зголема можноста да има интеракција помеѓу човекот и помеѓу мечката. И на тоа се должат овие интеракции кои нормално делуваат влевуваат страв кај локалното население, особено кај тие луѓе што живеат во овие мали локални заедници, често кои се малку во внатрешноста од државата. Дали мечките стануваат поагресивни? Повторно кажам, тие мечките не се помалку или повеќе агресивни. Значи мечките се однесуваат до оној кој што нив ги води инстинктот и секако кога се сретнат со друг вид, они имаат интеракција како што тие перцепираат дали таа интеракција е опасност или не. Но во принцип секој диво животно по дефолт избегнува контакт од човекот. Значи тие слушаат многу подобро од човекот, мирисат многу подобро од човекот и тие многу пред ние да ги видиме, тие ќе се тргнат од нас ако нас не сретнат, ако имаме средба, нечесто повторно кажам во дивина. Во Македонија не постои регистар кој води сметка за тоа колку кафеани мечки имаме. Но според некои проценки и состојбата на терен, бројот е помеѓу 250 и 350 на различни локации во Македонија. Кафената мечка е најголемо копнено животно во Македонија и најголем преседник во групата на зверови. Историски мечката ќе населувала сите територии во Македонија, но сега во последниве скоро неколку векови тие се наоѓаат исклучиво во планинските делови во Македонија, најмногу во западната во Македонија, со некои помали популации во јужно и јужноисточни делови од државата, секаде во високите планински зашумени делови. И мечката е жител на сите национални паркови во Македонија. Таа популација што имаме во Македонија е, како што знаете, животите немаат национална припадност, тие може да патуваат, да се шират слободно, патуваат низ границите, така да се вели дека за кафената мечка припаѓа на една популација на алпско-динарска група на популации, а дел од таа популација имаме ние како национална популација на кафени мечки во Македонија. Немаме ние
точна екзактна бројка, бидејќи за тоа потребни многу големи мониторинзи, но се претпоставува според наблюдувачки и генетски таа популација се движи некаде околу нешто од 280 до околу 350 единки кои моментално живеат во Македонија, возрастни единки. Среќавањето мечка и друго животно секако не е секојдневие. Истото е изненадување и за човекот и за дивото животно. Во такви случаи, Кирил Пржо советува да не се прават никакви нагли движења, а особено не да се напаѓа мечката или пак доколку постојат мали мечиња со неа. На прашањето што ќе се случи доколку ние најдеме средба од мечка. Значи, ние се сретнеме со мечка, например, во шума, каде што според истражувањето од ова европско друштво, тоа е најчестиот формат. Значи, статистички најчесто ние се среќаваме со диво животно, например со мечка, кога сме во шума или во планински предел во Европа, и 50% од тие средби се кога човекот таму е за некои рекреативни намери, лов, риболов, планинарење, алпинизам и така натаму. И најчестиот случај е кога човекот ќе се сретне со мечка женка која ги води своите малечки. И близу 100% случаевите се во летните или топли месеци. Сега, што може да направиме ние како индивидуа доколку значи ние се рекреираме во планина, доаѓаме во средба со диво животно. Еве, например, да е мечка, но не мора да биде мечка, со по-крупно животно. Ние треба да се придržуваме на правилата кои се препорачани од повеќе светски организации кои го проучуваат односот на човекот со дивиот свет. Прво што ние не треба да правило дека иако ние ќе сме изненадени од таа средба, дури можеме ќе се исплашени, мора да користиме на ментална вежба дека ова е многу ретка прилика со која не сме почестени. Значи во Европа луѓето патуваат низ секаде да имаат можност да свет. Значи сакаат да видат свет, да наблюдуваат како природна реткост. Но еве ние сме имале таа средба или таа во живо. Значи не треба да сме исплашени, туку треба да сме дури например благодарни. Ете, ние првпат може да видиме во живо мечка или волк, сме ги гледале на филмови, само или по документарни филмови. Тоа е првата работа. Значи не треба да придаме со страв, благодарност. Вториот пристап е дека ние правилото е дека треба да се однесуваме при средба со диво животно, како да се однесуваме при средба со непознат човек. Значи ние ако видиме непознат човек во шума, нема да се испаничиме, да бегаме или да правиме селфи со него или да го тепаме, напротив, ние ќе да се разбидеме на безбедна дистанца. Колку не се чувствуваме безбедни за тоа, треба да се упатиме во движење во образен правец. Или привремено да станеме настрана, значи одмерно, внимателно, тивко, како при средба со непознат човек, со цел тоа жена си го продолжи својот пат. Верувајте ми дека на животото тоа е поголем проблем него нам што е проблем. Нивните ресурси како храна и време се многу позначени од на човекот. Тие не може да си купат храна. Те треба да заловат храна. За добивање храна има многу енергија. Нив многу им пречеме, ние кога се појавиме обратно. За нив сме поголем проблем. Затоа они често не ни доаѓаат во контакт со нас, ќе не слушнат или ќе не помирисат многу попрво пред ние да ги видиме и затоа не може често да ги видиме дивите животни. Решавањето на проблемот со се почестите средби е комплексно прашање и опфаќа повеќе чекори, меѓу кои забрана за уништување на живеалиштата на мечките и дивите животни и формирање посебно тело кое ќе работи на оваа проблематика, а никако решението не е одстрел и дозволување лов. Мечката влезе во нашите домови или во нашите имоти, што може да направиме? Системски слеп чош, досен слеп адам. Бидејќи во Македонија не постои државна институција која исклучиво ќе се грижи за овие ситуации. Македонската полиција, ако повикаме полицијата, македонската полиција не е обучена за контрола со диви животни. Таа не може да ги стрела животните, според законот. Македонските зоолошки институции не смеат, според закон, да примаат животни кои не се дел од Европската асоциација на европски зоолошки аквариуми. Значи не може ние да однесеме животно во зоолошка или некој да дојде да го однесе во зоолошка. Локалните ветеринарни станици немаат капацитети, знаење и тренинг да се грижат за овие диви животни. Значи сите решенија што сте ги виделе во Македонија за жал се ад-хок решенија. Ке додат можеби некои од шумарските служби, ке додат можеби некои од локалните ветеринарни станици, од инспекторатот, од локалните ловни друштва што имаат можеби управување како таа шума ловиште и се обидуваат нешто направат, па тука доаѓа дирекцијата за спасување
или управување со кризи, никој од овие институции ниту има тренинг, ниту има знаење, ниту има легална покриеност да се справа со овие животни. Ова би се решило исклучиво со служба која ќе се грижи за овие инциденти. Таква служба во Македонија нема. План за таа служба е поставен во последните 15 години. Закон за тоа е скоро напишан, се чека поради непостојана политичка волја, недоволни финанси, значи класичните аргументи што ги имаме за сите било кои други секторски проблеми во Македонија. Сега, што би биле можните решенија? Првото решение е да се формира институција која треба да се грижи за овие животни, таква институција нема. Верувајте дека одстрел на овие животни не е решение. Значи, убивање на диви животни не е никогаш решение, особено предлози што доаѓаат од луѓе кои не се стручни. Значи, не треба да се дозволи оваа ситуација да се раководи од луѓе кои немаат знаење. Значи, ловните друштва имаат свој искуство за лов и за ловочување, но сосема друго е управување на дивите животни и мониторирање на дивите животни. Значи, решенијата биле двостепени. Прво, држава да направи, да воспостави институции за мониторинг и наблюдување и заштита на луѓето, населението, но не само населението, туку и животните, бидејќи животните се дел од националното природно наследство, а од друга страна како може ние да се однесуваме кога случајно се најде во средба со диво животно во шумата. Тоа е. Ловот на мечките е забранен во речиси сите европски држави, а кафеавите мечки на европско ниво се заштитена врста.